Има збор господин Митревски Јован. Повелете. Благодарам. Почитувани граѓани, колеги пратеници, добро е што ова прашање, овој закон или законот за минимална плата по втор пат во период од неколку месеци на дневен ред во ова собрание или ќе го разгледа овој пратенички состав. Прво да сме на чисто, овој закон се однесува на оние кои работат и според целата логика на овој свет треба од заработената плата да имаат пристоен живот. Значи пристоен живот, не луксузен живот. Факт е дека минималната плата во 2016 година изнесува 9000 денари, затоа што во дефиницијата за минимална плата така стои. Тоа е најнискиот износ што му се исплатува на работник со полно работно време во текстилната, кожарската индустрија. Најниската плата во 2016 изнесува 9000 денари. Значи, тоа е факт. Има уште еден факт. Факт е дека нашиот, македонскиот минималец во однос на европскиот е понизок за 12 пати. Со други зборови, македонецот кој што зема минимална плата треба да работи 12 месеци за да добие исти износ колку што треба да земе европеецот за еден месец работа. Нашата држава во однос на земјите од регионот исто така значајно заостанува. За нас е Косово, на исто ниво сме со Албанија, пред нас е Босна, Србија и Црна Гора. Хрватска и Словенија се далеко и со нив не можеме да се споредуваме. За да биде целосна споредбата, побарав и добив истражување од парламентарниот институт. Тоа истражување го добив пред 3-4 месеци, што значи дека веќе е доставено до сите пратеници. И еве ги податоците од тоа истражување. Според ова истражување и според износот на минимална плата, меѓутоа и според трошоците според животните трошоци сме на самото дно. Стандардот за куповната моќ, кој како термин го користи Евростат, заради споредба на иста основа, покажува иста, за жал, катастрофална состојба. Со минималната плата, по пресметани исти цени, за исти производи, стандардот на куповната моќ покажува дека пред нас се Србија, Црна Гора, Хрватска. Стандардот во Грција, во која сите знаеме дека гореше од штрајкови, дека таму протестира од хигиеничари, професори, наставници, протестираа доктори. Протестираа затоа што има намалени плати, и со тие намалени плати нивниот стандард е дупло поголем отколку македонскиот. Словенците, според податоците, имаат повеќе од дупло поголем стандард на куповна моќ, односно словенецот кој што прима, кој што зема минимална плата, може да купи повеќе од дупло основни производи отколку нашиот сограѓанин кој исто така зема минимална плата. Според друго истражување, каде се користи методологијата, каде се става во однос стапката на невработеност и стапката на инфлација, или на тој начин се добива индексот на мизерија. И според ова истражување, ние, за жал, сме на листата на најмизерни земји во светот, се наоѓаме на 12-то место. Пред нас е Венецуела, каде што има инфлација 62,2%, пред нас е Сирија, која што сите знаеме во каква состојба е денес, или во друштво сме со Џибути, Аргентина, Јемен и Јужна Африка. Трет податок, кој исто така загрижува, е податокот кој го покажува Джини индексот. За јавноста, тој индекс ја покажува неравномерната распределба на доходот во една земја. Според податоците објавени во публикацијата Одржлив развој 2015 година, од нашиот, од Македонскиот државен завод за статистика, исто каде што во кој истражување користена методологија усогласена со Европската Унија, тој извештај или таа публикација покажува дека во Македонија сиромашните граѓани продолжуваат да осиромашуваат, а богатите продолжуваат да се збогатуваат. Значи, јазот меѓу богатите и сиромашните во Република Македонија не е ист
што е лош податок, туку тој се зголемува што е уште полош податок. Во оваа публикација стои дека богатите заработуваат 8,4 пати повеќе од сиромашните. Или поточно 20% во Македонија од богатите заработуваат 8,4 пати повеќе отколку 20% од сиромашните граѓани на Република Македонија. Четврт податок кој го објави Народна банка на Република Македонија е исто така загрижувачки. Бројот на блокирани сметки на граѓани во Република Македонија драстично расте. Ако во декември 2008 нивниот број бил 1620, во декември 2015 тоа е 77.000 денари. Значи за 7 години бројот на блокирани сметки е зголемен за 48 пати. Петти податок, исто така од Народна банка, објавен е на 10.2 оваа година, покажува брз раст на потрошувачките кредити и задолженост на кредитните картички. Купната задолженост на граѓаните за лична потрошувачка за една година е зголемен за 14,7% и последниот податок кажува дека граѓаните должат, значи за потрошувачки кредити или за долг на кредитни картички 1,2 милиарди евра. Шести податок е податок кој го дава лично гувернерот Богов и ќе ви цитирам што тој вели. Има висока стапка на раст на лошите кредити. Банките се борат за исти клиенти кои ги преземаат една од друга, нудејќи им поголеми кредити на подолги рокови, по фиксни каматни стапки за првите 3 години. Богов вели, тоа на краток рок изгледа атрактивно и за банките и за клиентите, но голема опасноста дека таквото задолжување ќе предизвика сериозни проблеми и кај оние што ги даваат и кај оние што ги земаат кредитите. Овај амбиент не може да трае. Значи така вели гувернерот на Народна банка на Република Македонија. Значи, податоците не мои, не од опозицијските пратеници, туку податоците од меѓународно признати организации од домашните, нашите, македонските институции, говорат дека состојбата во нашата држава е лоша, но уште полошо говорат дека трендот покажува дека таа се влошува, а не се подобрува или останува иста. Според тоа, зголемувањето на износот на минимална плата и тоа да важи за сите одели веднаш е мал чекор за подобрување на животот, за подобрување на стандардот на граѓаните или за подобрување на нивната материјална состојба. Тие ниту бараат милостиња, тие едноставно бараат плата за нивниот вложен труд. Ние исто така, како пратеници, имаме обврска или имаме должност да внимаваме да не дојде до отпуштање на вработени, што значи мора да сме внимателни кај определувањето на износот на минимална плата. Затоа, ќе гласаме за потребата од измена на овој закон, но амандмански ќе влијаеме во контекст на она што ние го предложивме како измена на закон во септември минатата година. За да не дојде до отпуштање на вработени, во трите оддели ќе предложиме месечна буџетска подршка. Тоа не е ниту противуставно, тоа не е ниту ќе изврши дисторзија на пазарниот систем, значи слободно може да се примени во нашата земја, затоа што целта е една пристоен живот за сите граѓани на оваа држава. Благодарам. Благодарам, господин.